50 дела од академскиот сликар Крунислав Стојановски од денес во наредните 15 дена се изложени во уметничката галерија Безистен во Штип. Се работи за сликарски опус создаван 2 децении од уметник со македонско потекло, кој живее во Загреб, Хрватска. Освен со сликарство, Стојановски е активен во организација на разни уметнички проекти од меѓународен карактер. Човек кој освен со сликарството се занимава со ликовна критика, со изработка на сценографија, со работа на филм, значи еден мултимедијален уметник, човек кој помогнал и во македонско-хрватската соработка во делот на подготвување на договорот за соработка помеѓу Министерството за култура на Македонија и Министерството за култура на Хрватска. Македонското потекло, посебно фолклорот од крајниот исток, е врежан во уметноста на македонско-хрватскиот сликар. Корените ги преточува практично убави слики кои ќе останат траен спомен и белег за една традиција, за еден фолклор кој се негува во Малешевијата и во Источна Македонија. Јас му посакувам да има успешна изложба и богато творештво. Многу интимно битно ми беше моето сликарство да го представам во мојата родна земја, вели Крунислав Стојановски, чии дела беа изложени во Велес, Прилеп, Крива Паланка, Кавадарци, Скопје и Охрид. Моето представување во Македонија е и момент на преиспитување на моето сликарство и уметност, вели авторот. Инаку не работам само сликарство, концептуални дела, видео, фотографија, амбиентални инсталации, многу кога сакам нешто ангажирано, друштвено критично да кажам, повеќе ги користам тие медиуми, макар има критика, има ангажираност и ова сликарство, посебно еколошките теми, улогата на малиот човек во циклусот лица кој е почнат во време на војната во Босна и Херцеговина и Хрватска, станува и денеска актуелен во моменти на константни конфронтации кои и денескови денови ги доживуваме и нас во Македонија, па затоа се можеби посебно интересни. Сликарството на Стојановски се дели на 7 циклуси. Неговиот стил е најблизок до импресионизмот со влијанија на јапонската графика. Уметничката критика го цени високо неговото творештво, дефинирајќи го како страстно, обземено, активно, френетично, жестоко и јадро.